Знанијата на Љубе уште почетокот беа дека му се мести негово апсење, негово ленчување комплетно, па дури одеа до негово убиство, али зошто не отидоа на убиството, него отидоа само на негово ленчување од политичката сцена, тоа не му е јасно на Љубе и ден денес. Сите сознанија и двете и првото дело што му го наместе и второто дело веќе Љубе ги знаеше. Првото дело му дојде од странски служби, од Чешка мислам, каде што заштитниот сведок Зврлевски и уште еден господин од владата одеа и се договараа за како ќе го изведат. А вториот случај за неговото апсење за Маријан, кој што беа повикани луѓе од партијата у влада и на кој што им беше кажано да се макнат од партијата и од Љубе, бидејќи Љубе ќе биде згазен и уништен комплетно, кај што ќе му се намести случајот или Маријан Тушевски или Јама. Така да ништо ова не изненади нас лично, него само јавноста кај што дојде вистината и она све Љубе во кампања што го кажуваше, што му се спрема и какви се луѓето. Да, веќе мислам дека тоа и самата меѓународна заедница треба да се уклучи. УПСА и го следеше во делови кога што им беше дозволено да го следат судењето, бидејќи доста пати беа избркани од судницата, али мислам дека по дужност нивна би требало они исто да потражат преиспитување на случајот и Хелсински комитет тука би ги замолила да се уклучат. Ние Љубе мислам веќе дека и разговараше со адвокатите кај што ќе потражи поново да се преиспита одлуката и да се поново постапка за судењето да се потражи. Сме разговори со луѓе од Европскиот парламент кои што се зајавија и се заинтересирани за случајот да се покрене и пред Европски парламент, така да од понеделник мислам дека ќе се покрене и на тоа ниво случајот за Бошковски.